Заштеда до 2000 денари по ученик како резултат на училишната кошничка. Заменик министерот за економија најави дека конечните пресметки ќе бидат доставени до владата во петок, а мерката која заврши пред 2 дена ја оцени како одлична можност за учениците, родителите, но и студентите. Мислам дека има одлична можност во сите пунктови каде што се набавуваат училишни материјали да ги купат по поевтини цени, она што беше предвидено со одлуката и мерката. Меѓутоа ете да пофалам, некои книжари има и акција на поголеми намалувања од она што беше предвидено со самата мерка. По ученик е заштедено од 750 до 2000 денари и просечно на семејство кој има 2 ученици или студенти би заштедиле во овој период 3000 денари токму со училишна кошничка. Според Ристевски, мерката генерално била почитувана од страна на трговците. Пазарните инспектори утврдиле мали пропусти. Во текот на мерката беа извршени околу 150 контроли од страна на пазарната инспекција на преку 400 објекти каде што се продаваше училишен прибор, вклучувајќи ги тука книжарите, маркетите и другите пунктови каде што се продава. Имаше мали опомени, меѓутоа до крај се испочитува мерката. Трговците на големо го поевтинија училишниот прибор за најмалку 10%, додека во трговијата на мало за најмалку 15%. Мерката беше во сила од 15 август до 15 септември. Иста акција се спроведе и лани. Мартин Арсов, Сител телевизија.